Чао, дечки! Алекс овде! Како сте овој прекрасен ден? Сите денови се прекрасни кога има кој да ги разјасни најголемите дилеми пред кои е исправено човештвото. Не постои ништо попривлечно од леснотијата со која истовремено наши луѓе поставуваат, ги откриваат и даваат прецизен одговор на заговорите кои го дрмаат светот. Нешто интересно да биде. Едната теорија мислам дека е вистина, тоа е дека се работи за вештачки вирус, вирус. И најверојатно стои и втората теорија дека е тоа специјално хибридно-биолошка војна против Кина. Зошто? За нејзина дезинтеграција, за враќање на Хонг-Конг кон Велика Британија, за рушење на Шангајската група, тоа е. Изгледа не е тоа, бидејќи причината за ширењето на незгодниот вирус пред 2 недели беше многу точно лоцирана. Императивот на публицитет предизвика силен налет на компаративни анализи од кој беше изведен сериозен и добро поткован заклучок, според кој горниот има директна комуникација со власта и потврдено е во доступ со нив, за да не дозволи омасовување на обновата. Бидете свој, никогаш не бидете под стрес, работите сами ќе се завршат. Најстрекни би биле исплашените од СДСМ да го користат коронавирусот како изговор за да ВМРО-ДПМНЕ не го мобилизира народот. И они предпоставува, молеа Бога, да се случи се тоа, за да може да не излегува ВМРО-ДПМНЕ заедно со народот и да протестира против она лицемерие кое што денеска е секојдневие во Македонија, за жал. За жал, на површина излегува само лицемерието кое е израз не само на недуховитата забелешка, туку и на желбата да се продаваат политички штосови во време кога тие немаат никаква пазарна вредност. Дисхармоничноста која е секојдневна само придонесува хипокризијата да добива на дополнителна тежина, оти на тие што не можат да се ослободат од традиционалната партиска политика на групирање. Е нормално да им пречи индивидуалноста. Освен што има препораки да не се излага, ја би ве советувал барем малце, не мора да се собирате у групи. Искрено би кажала дека сум се грижена со тоа што не видов луѓе од епидемиолошкиот завод или пак од јавно здравје или пак од инфективната клиника кои што стојат покрај него и не уверуваат сите дека се ќе биде во ред. Се ќе биде во ред доколку не екзистираат хазардери кои се тераат под бишега со глобалното зло, ама кога ќе сватат дека длаво го зацапале, на брзина ги повлекуваат своите големи несолени мисли, ама за среќа оставаат трага, колку да се памети таа мудрост што извира од нив. Излезете малце, нека ве фати воздух. Особено размислете зошто е тоа така, ако знаеме дека имаме еден куп видеа, селфија од луѓе кои што се заразени од коронавирусот, а се чувствуваат потполно здраво и на крај заздравуваат. И на крајот, за оние кои поради самоизолацијата и социјалните медиуми со своето постојано присуство стануваат дел од нашето секојдневие. Искористете ги овие денови додека сме дома, да идете по риба. Пошто времето идеално за по риба, ја планирам да извадам за на Вардар дозвола, ама тршките не ми се спремни, ќе треба да ги спремам нив. Сите што веќе се фателе за јадицата би било добро да знаат дека нема што да се лови во време кога си плен. Тоа е за денеска. Имајте добра ноќ. Чао, Алекс. Убава вечер.